некојаш и кога ќе пишеш ливче и кога ќе те зезне некоја будала као Парис Сен-Жермен, не е секогаш лошо, бе, човече. Некогаш од некој пораз можеш и ти да ќариш нешто. Види, секој викенд се дешаваат такви глупости, ама треба да го намирисаш тоа и да знаеш кај да играеш, бе. Златна копачка, виде Денис Ѓорѓиевски од Битола. Тој е еден промашен надпревар, си вози сега Сузуки Витара. И затоа никад го фатив брат за рука, нема мрдање. Седи го седнав на маса, тај викат да шкртнеме едно ливче, изигравме 4 надпревари и оставивме простор и шанса да се докажете и вие. Бидете со нас, следете го сето ова што се случуваше во Златна копачка, после се враќаме со нашиот редовен дел. Може ли да ни кажеш нешто повеќе околу самото ливче кое што те донесе до автомобил? Па онака, беше петок, сабота за викенд, излегов да напишам едно ливче. И играм често, али овај пат направив друга комбинација, онака обратно ги напишав сите. Ливчиња реков да видам може обратно ќе да изреке и стварно така испадна. Лигите ги следиш, сите ли си имаш одмилени лиги што си ги бираш кај што поише, ги пратиш и на тие кај што играш? Нема овие главни 5 лиги, Бундеслига, Премиер лига, Шпанската, највеќе апаратен тие. И на ливчево ти беа искомбинирани од тие лиги утакмици? Не, баш за тоа чудно беа од други лиги, беа сосема од Норвешка, од Холандија, Шведска, ги играв тие, да реков да сменам малце да видам и ете среќа друго таму. И какви типови искомбинира? Фиксови, 1 во 1, 2 во 2 ги играв си. Или чисто кеци двојки. Претежно се кладиш во копачка? Да, тука така блиско ми е, живеам тука, дават најдобри комбинации, има можности, таму најчесто видам. Епа никад време да седнеме со мајсторот да ни покаже како Да се ни игра. покаже како се прави тоа, да склопиме и ние еден тикет. Ајде идеме. Имаме сега 4 надпревари, ќе ги одиграме со тебе, а петиот за сите оние кои не следат и сакаат да играат, ќе си допишат уште еден надпревар, ако сакаат да бидат добитни. Ден имаме 4 надпревари, Манчестер Юнајтед Челси, Гол 3+. Юнајтед Челси гол 3+. Милан Рома, уште едно тешко дерби во Италија. Тешко дерби исто така не би одел на фикс, би одел на гол. Само гол идеме Милан Рома. Бајер Минхен, Ајнтрахт Франкфурт. Него би играл во добра форма, е Бајер би го играл 1 во 1. Па може и 3+ ако е. Може, одличен коефициент е за 1 во 1, 3+. И Барселона, Реал Мадрид. Барса мислам дека е, откако преседе Кума, мислам по добра форма, мислам дека Право Ел Класико да, сезона. мислам дека 1 би го играл. Малци навивачки за Барса сум фан. Одлично. Значи идеме чиста единица. Епа почитувани, ова се 4 надпревари Манчестер Юнајтед Челси гол 3+, Милан Рома гол, Барса, Реал Кец и Бајер Ајнтрахт Кецу Кец и плюс. Додадете и вие еден надпревар и бидете добитни во Златна копачка. Никаз бе, конечно, верувам си спил со дресов, брат. Сега ќе го носиш цела недела. Дочекај ти, царе, Дресов сега 12 место години. кожа. Овој Лацио дрес, Лига на шампиони. овој дрес го чував за Лацио пак кога ќе влезе у Лига на шампиони и за кога ќе се женам. Уште победнички почна. Еве едното од двете излезе, уште свадбата ја чека. 12 години. 12 лета. Зими. Каква фотографија да биде направена, тончи и удостоине. Значи, Треба да ги урамиш, брат, овие тимот на- на Лацио и тоа му шамата со топката од Лига на прваци да дојат на уеден кадар. Сад Дортмунд е тука мање битен, ама мора да играш против некого. Вие вчера Барселона игравте со значи што е Ференц Варош, бе, брат? Не се Нашите достојни кутри- за Кутра добро. него па пенали ви свират па едно па друго. Ме радува, брат, хемијата што ја создава сега Куман со младите играчи. Му дава шанса повторно на фати. Момакот е едини, уште нема 18 години, више 2 гола брои у Лига на шампиони. Ансу Фати, брат, ја правда до вербата и ме радува што Барса има на кого да се надева. А Манчестер Юнајтед една утакмица го нема Хари Магвајер и го победуваат у гости европскиот вице-првак. Ти не знаеш што прават у Премиер Лига, ама тоа ти доаѓа кажува утакмица со За ПСЖ. француската лига тоа доволно збори, за Парис Сен-Жермен кој Звезди екипа го јадат. ќе си победиш Уште дома старт. со Лориен, со Ремс, со такви некои екипици она составувани
Не знам ни како се составува, она веројатно Шала на са бајле страна, кој бе. е слободен, кој може правиме екипа, играме со ПСЖ. Шала на И страна, ќе ти Рашфорд дојде е, екипата што изгубила 1-6 од Тотенхем и ќе те тепа усред пари. Са ти глумиш Рашфорд е европски у страшна вице-шампион. форма, бе. Ја не знам што е со екипиве сезонава, вклучувајќи го и ПСЖ, и Лацио, и Барса, као да се такмичат годинава кој ќе има погрди, поружни резервни Не дресови. случајно, брат, и Барса и Реал си го изедоа. Па не само Барса, а Лацио подобри да не се. Топ Тончи, тоа е тоа. Ова е нешто предпријатие за одржување зелени паркови. Скретничар, на раскрзница скретничар, оној што ти покажува кај да свртиш. Пушти Тончи од Барса, Реал, кој сакаш, види ги. Комунално што е ова? предпријатие. Ќе губиш од Гетафе, ќе губиш од Ова е Кави. срамота и дрес. Јас оваков дрес дома, дом ќе ми избрка татко ми од дома, бе. Реал да не остане види. покус. Да не Па остане и не случајно, пократок. брат, си го изедоа поштено и Па и Лацио, и Барса, и Реал. Класико. И ја мислам дека доста интересно што треба да се види е тоа како стојат состојбите у европскиот фудбал, пошто сега да, тоа некој го да из- земе да пресече и да каже овие кидат у Лига на шампиони, завршува сезоната. Пази какви екипи сега би играле Лига на шампиони. Значи гледај у Шпанија каква е таблата. Сосиедад, Кај? Вилјареал, Реал Мадрид, Гетафе, а Кадис и Гранада имаат исто бодови. Види, немој да мислите ова Барса ја немаме ги овие зашто пропушти првите 2-3 рунди, брат, така да тоа ми е за утеха. Како е состојбата у Премиер или Италија? Овде има следна табела и види, Милан, Сасуоло. Фала Боже, Милан конечно. Ја мислам дека ни навечно на Милан не им се верува дека Милан е прв. Премиер Лига имаме Тончи нешто да видиме како е таму стање. Астон Вила, Евертон, Друго стање. на Ливерпул. Не знам Ливерпул што бара тука. Види, од 200 гола примиле у 5 утакмици. Ги отвараат ко паштета, брат, секој. Им се смееме на овие, а некој да земе да расчешла по нашево првенство. Што е со судиите, не знам. Дај ќе почнеме еве со Вардар Шкендија. Тончи пуштај видео да видаш што се несе до. Погледни каква рука у казнен простор на Шкендија. Поштено си лапа, сите гледаат само тој што треба. Не. Нова ситуација, прекршок врз кој е овој Цветановски, исто прогледано низ прсти тера. И најжално, брат, погледни каков гол дава Шкендија и никому ништо. Чиста офсайд ситуација. Видео у Кратово што им се случи на работнички. Кратово е град каде што чудни работи се дешаваат и теренот е на Силекс е терен каде што исто уште почудни работи се Само дешаваат. кога викаат Амин, Зинго. Тоа ќе каже последното е Зинго. Ајде да Пуштај видиме. Тончи да види братот Никац каков гол у 95-8 таму у 100-та минута за 4-3 Силекс. Погледни го брато, од трибини му ја враќа. Погледни тука добро се гледа. Ој, дома Види си каде отиде е, за да му ја брат. врати. Му ја врати и призна гол. Фотка имаш ли, Тончи? Да, за се леле. Овие што собираат топки, брат, да му ја вратија па да. Нашево првенство треба УНЕСКО да го заштити тек е као осмо. реткост, као богатство и природна и историска и културна, затоа што вакви работи освен кај нас и евентуално монголска втора лига, не знам дали може уште некаде да се видат, да се најдат. Мене на пример изразот министер уопште не ми е за некој што се бави со политика. Нели се слагаш? Да, брат, ама кога конотацијата е уврска со спорт, нешто, оние синоними, спортски министри за одбрана, за не знам што, тогаш и кожа ќе ти се ежи на некои надпревари што од кога го фатија тој или епитет. Ама тие изрази треба да си останат патентирани за спортистите кои што стварно заслужиле таков епитет. Епитет имаат и позадина и амбиции за воиднина и нешто политички да чекне. Да, министер за одбрана. Министер за одбрана, ама спортски министер за одбрана. Борко, добра дојде. Борко. Добро е, Кога почнавме вака сега со министерот, прв пат кога ти рекова министер за одбрана, ти годеше, се зачуди. Не дека ме зачуди, имавме една интересна случка после успехот на Европското првенство во Србија. 2012. 2012 на пречекот на плоштад кај што имаше многу луѓе, бе и нели цела политичка гарнитура тогаш. Од ВМРО беше на власт, нели, и
и Груевски беше премиер и сите министри наредени доле и баш кога ме најавија министер нели за одбрана, јас ја одбив на таа, ајде да кажеме, функција или тоа звање и се обратив директно кон тогашниот премиер дека не сакам да ги нарушам меѓуетничките односи, тоа што тогаш министер за одбрана беше мислам Талат Џафери, така да од тогаш повеќе на шега го сваќам. А тогаш видува потенцијал во тебе дека во иднина може нешто да Уште од тогаш мислиш дека се гледаше? Па дефинитивно нема друга. Не, ја не сум, значи немам политички амбиции, искрено. Моите, ако може да се кажат политички амбиции, се врзани со спортот и со помошта на спортот преку политиката, затоа што реално во една држава која што е како Македонија, вие не можете да направите никаква промена ако не биде тоа системски, ако не биде тоа преку политика. Значи, јас и ако имам преку социјалните мрежи свое влијание или нели во јавноста, меѓутоа суштински не можам да направам ништо, нити да донесам измени на закон, нити да се помогне спортот директно, ако не биде преку политика, затоа што ние сме една тотално исполитизирана држава и на секој ниво е политиката влезена, така да За жал така. да, За така жал да така тоа е една од причините кои што одлучив да ја прифатам тогаш поканата да бидам стратешки соработник или советник на председателот на Воно Христијански. Така, твојот поранешен е во сменен дрес, Наумче Мојсовски. Дали му честиташе сега откако доби функција политичка, врзана секако со спортот, директор на Агенцијата за млади и спорт? Да, со Наумче имаме коректен однос од години назад, ние сме колеги 15 години во репрезентација, значи сме поминале многу заедно, сме живееле нормално дека му честитав, значи без разлика што ние сме политички на различни страни, меѓутоа ние сме на една страна, таа е спортот. Така, значи, идеалите треба да се исти. Па Какви да? не верувам дека Наумче ќе биде или е следбеник на политика. Тоа можам да кажам за себе, така да нема ни јас да бидам и наша цел треба да биде само спортот и ништо друго, да биде, нели, да пробаме да политиката да држиме понастрана од спортот. Со Наумче заедно играјќи низ годините за репрезентацијата ве врзуваат и најголемите успеси кои репрезентацијата ги има постигнато. Еве европското го спомнавме, па за малку можеби ни кидна и медал на тоа првенство. Го прашував баш Наумче за утакмицата со Данска и човекот негово поглед му се гледа, не ме прашувај тоа, како ти после оваа дистанца ја доживуваш таа утакмица? Па добро, ние тогаш имавме стварно едно европско првенство доста успешно, ни фалеше еден бод за да влеземе во полуфинале и да се бориме за медал, меѓутоа тој не се ке надпревали тие последни 5 минути со надпреварот со Данска, не оддалечија, едно, да кажеме, еден избрзан шут, едно во најдобра намера да се заврши тој надпревар со поголема разлика, меѓутоа едно неискуство, една недоволно измерена ситуација се случи тоа што се случи и како на лента коцките од тогаш почна да ни се распаѓаат и да не стигнеме таму кај што заслужуваме. После долго време ставивме крај на оној континуитет, нема да играме на светското сега во јануари, но ни предстојат квалификации за европско. Прв нареден Финска, мислам дека не. Да, Финска, Швајцарија, да. Финска и Швајцарија, да. Па добро, нажалост, значи не успеавме да го задржиме континуитетот, меѓутоа нели спортски жаргон е дека сите традиции постојат за да се рушат. Така да и таа наша една традиција за наша жал се сруши, меѓутоа пак и повтор не треба да премногу сега филозофираме, да тагуваме, да објаснуваме, да дебатираме, едноставно тоа е тоа. Ние сме една држава која што сме 2 милиони стручњаци за сите области, сите спорт знаеме, политика, сега и доктори, нели со Видослав станавме сите доктори и епидемиолози, така да треба да се прифатат работите нормални какви што се. Беше дел од тоа друштво, сега си од малку поново, бидејќи направивме еден генерацијски пресек, се осеќа таа хемија дека може би не сега, ама пута неколку години да биде тоа што беше? Реално гледано мислам дека на оваа генерација сега што доаѓаат овие новиве, им фали повеќе карактер. Значи, карактерот е многу поважен од според мене од квалитетот. Треба да имате карактер, да застанете, да си го браните своето и да не дозволите било кој да ве гази.
ајде да кажем народски кажано, да ве гази, затоа што кој излагате на терен на било која репрезентација кој дозволите ве гази, ќе ве згази. Ја по себе гледам, иако сум 37 години, иако сум буцко да кажам, јас да излезам утре да играм фудбал со Роналдо, ако ме помине два пат, трет пат, ќе му скршам ногата. Јас се сеќавам ние на времето кога никој не знаеше, никој не гледаше раковет, ние патувавме за по квалификации со расипани автобуси, немаше авионски превози, значи се сеќавам киснеше еден автобус што го имавме, што ни го. Така да тоа се сите работи кои што ако немате карактер, можда и посилно. Тоа сам кажам, ако немате карактер, ќе се разочарате и ќе биде многу поинаку. Меѓутоа ако сватите дека сте тука за репрезентацијата и дека сте тука за едно, ајде да кажам, општо добро и повисока работа од самите себе да се гледате, тогаш мислам дека работите со тек на време, порано или покасно ќе си дојдат на своје место. Ние сме и народ склон после секој успех прерадосни да бидеме, да ги возвишуваме спортистите, да ги креаме до небеса, а после прв неуспех одма да фрламе дрва и камења како вчера никогаш да не победиле, па дури има и разни теории о кој некој ќе извади некоја теорија, некој со некого се скарал, некој со некого. Како влијаеле на вас тие работи, пошто колку и да сакаш да не доаѓа од тебе, ќе прочиташ, ќе слушнеш, вие реметеле ли атмосферата од внатре? Пошто и сам рече 2 милиона експерти сме. Во Македонија има луѓе кои што искрено веруваат во успех и се радуваат на нашиот успех, меѓутоа има и оној тип на луѓе кои што е во многу помал број кои што не сакаат да успеете. Ние константно правевме успех, зашто за една Македонија реално успех беше да отидеме само да отидеме на светско првенство. Првиот пат. Па вториот пат кога отидовме направивме успех. Па третиот пат кога сите вика готово е, сега више нема, ние пак направивме успех, пак отидовме на големо. И така 10 години. Така да никогаш ние реални проблеми измеѓу нас не сме имале. Секогаш биле тие надувувања од страна и балони кои што пробувале да ја расурат атмосфера и тоа на наше големо задоволство никогаш не успеа. Така, уште кога сме кај релации и карактери, уште едно за репрезентација по одиме на клубски. Ме интересира кога проблемите се на релација меѓу селектор и репрезентативец или карактерот. Има карактер сега Брестовац за разлика од оние странци кои ги имавме. Може тој карактер да се мери со овие другиве, како Червар или Деза. Па Брестовац има поголем карактер од сите други што биле. Можеби тоа е онаа работа која што јас го познавам многу години и сме играле заедно и ми бил мој идол. Така да што се однесува тој идол, мислам дека некогаш карактерот па не го дозволува тоа. Па тука ама добро, па тоа тие се тие борби кои што нели треба да својата суета си ја ставите во втор план. Така да мислам дека на селектор Брестовац му предстои една убава кариера како тренер генерално дали на репрезентација на клуб. Меѓутоа како и сите ние кои што сме созревале со тек на времето со искуството, мислам дека му фалат тие мали финеси и ситници, меѓутоа дека има квалитет, има доста богата клубска кариера и помеѓу твоите клубови се наоѓаат клубови во најквалитетните европски лиги, Шпанија, Франција, Германија. Каков е ракометот одвнатре во овие лиги и каков е споредбено еве со ракометот на нашиве простори? Ништо не може да се спореди на овие простори со тие клубови, не може да се спореди ништо затоа што јас сум имал таа привилегија, чест и задоволство настапувам за најголемите клубови во Европа и мислам дека тоа му посакувам на секој македонец да стигне до тоа да може да оди во така големи клубови. Тоа е сосема друга филозофија, спортска и животна и секаква, затоа што вие кога одите во странство или во било кој голем клуб, вие буквално немате време за ништо. Ако сте решени да успеете. Лесно е да отидете, меѓутоа да се задржите тешко е да се држите во странство подолг период на години ако при тоа не се посветите 100%. Значи јас цел мој живот го жртвував за мојата кариера. Јас направив семејство на своји 33 години, доека сите други правеа на 26-7 години. Значи таму е све подредено на успех, само тренираш, ништо буквално друго не се размислува. Нормално социјалниот живот кај нив е многу битен, меѓутоа пак во кругот на клубот. Значи тоа е многу интересна работа затоа што
социјален живот меѓутоа во круг на клубот. Живеете, тренирате со тие луѓе и кога треба да се социализираме, нели, да главата малце даеме мир, да не размислува на спорт, одиме се дружиме меѓутоа сите заедно. Мене посебно ми беше драго кога бранеше за Барселона. Да. Може тоа да го издвоиме како врв на кариера? Може. Па добро, јас врв на кариера свој би го издвоил два периоди. Тоа се Рајнекар Левен и Барселона. Во Рајнекар Левен имав настапував само 6 месеци, иако имав договор уште 2 години. Настапував само 6 месеци, меѓутоа тоа е, ајде да кажем, мојата најдрага титула прва која што сум освоил интернационална е шампион на Германија. И баш пред некое време ми каже еден новинар, не се занимавам с тие работи, меѓутоа ми каже еден новинар дека во тоа време кога се освоивме германската Бундеслига, сум бил првиот македонец кој што станал шампион на Германија во било кој спорт, па и во Југославија кога било. Лани имаше една многу интересна изјава кошаркарот на Бајерн Михен Владимир Лучич кој што вика во клубската теретана кога се среќававме со фудбалерите, вика на Бајерн Михен, они се чудеа, вика кои сме ние, не знаеа дека Бајерн има кошаркарски клуб. Се среќавте ли вие со фудбалерите на Барселона? А шпанската култура и културата на Барселона е скромност. Значи пишува на зидот кои што влагаат фудбалерите, значи скромност, посветеност, лојалност, тие се зборовите кои што се испишени сегде и без разлика. И јас сум се сретнал еднаш два пати, сме се разминале со тој со кола, јас пешки поминувавме, нели, јас влагав во салон, излагаше од тренинг, со Меси од кола, здраво и не е ништо чудно и не е ништо невообичаено да се сретнете и да се, нели, нормално. Предпоставувам семејните обврски те вратија во светковината во Македонија. Сигурно имаше понуди од други клубови, ја прифати оваа на Вардар. Беше стварно еден турбулентен период. Јас сум имам коректна и искрена соработка со претседател Михајловски уште од времето кога тој беше претседател на Вардар и на негова замолница се вратив во Македонија да помогнам на Вардар, затоа што јас имав уште 2 години договор со Бенфика, имав понуди за Германија, меѓутоа така некако, знаете како животот, сакали не или неки си ги мести коцките како што треба да биде. И после одредено размислување кратко, одлучив да се вратам и да прифатам понудата во најголема мера за да помогнам на Вардар и да помогнам на македонскиот ракомет, за да, нели, тоа што е најголем успех на македонскиот ракомет покрај репрезентативот клубски Вардар и да пробаме да обстоиме. Значи имаме една цела, тоа е секој надпред на домашен терен да пробаме да го добиеме, а за надвор ќе одиме да се бориме и да пробаме да извлечеме што подобро резултат. Така генерално ете едни од фаворит може да го наречеме Фленсбург, дојде непоразен после таму 13 превари, е минат, станува ПСЖ, мислам, во група како еден лидер што треба да биде Киелце. Како генерално го гледаш Вардар како конкуренција? Мешко веде на стартот не порази. Па нас ни се секогаш треба да тргате според мене од доле нагоре. И доколку ние ги победиме сите оние екипи кои што се условно кажано послаби од Париз. ПСЖ па две изгуби на старт. Да, значи во спорт нема правила. Меѓутоа ние нашата работа ја завршиме оние, да кажам, под лак наводници помалите екипи да ги победиме дома, па кога ќе дое време за со Париз, Фленсбург ни дое во незгоден период, меѓутоа на наша радост успеавме да игравме еден страшно добар надпред, го добивме и оние послабите екипи ако ги добиете, кога ќе дојдат појаките веќе немате притисок. Верувам дека од надпред во надпред ќе растеме, се надам дека и следно ќе одиграме барем на исто ниво како со Фленсбург и ќе забележиме уште една победа. Нека време и за другите спортови да го расшараме, да видиме како стои со фудбалот. Фудбал следиш? Па колку ми дава време, повеќе порано, сега помалце, меѓутоа генерално Имаш екипа некоја што навиваш или што ја пратиш посебно, колку ќе дозволува времето? имам. Моја екипа од детството е Борусија Дортмунд, уште кога беа европски шампиони. Да те прашам со Лацио дали гледаше? Со Лацио не се сеќавам за тој надпред. Па сега Сеќавам беше. со Ювентус, сега вчера. Сега 3-1, беше сега не. скоро 3-1 победи Лацио. Меѓутоа не ја гледав. Знаеш да шкротнеш некој лич? Знам да напишам едно ливче за 1000 денари, да го пуштам. Не да се заработат пари, чисто се учествува. Вака, сега ќе направиме едно ливче со златна Ајде. копачка. Ова е хуманитарен тикет, затоа биди внимателен во типовите.
бидејќи твоите коефициенти ќе се помножат со 500 денари ваучер од Златна копачка и добивката по твој избор хуманитарно ќе треба да ја подариме. Манчестер Челси од 0-2 гола. Јас мислам па 2:30, баш дека супер. тука ќе има голови, ја мислам 4 плюс оваки. Не се слагам баш, ама Еден ќе биде ќе управо. видиме, да. Било кога X, прво или второ мислам ќе биде X ова. Ама било кога ќе се штитиме. Добро. Барселона, Реал. Барселона Реал. Какво дерби не Еве ги очекував. вашите. Нормално 1. Браво, Борко, јас идам Кеци од 2 до 4 гола. Јас одам тука ГГ 3 плюс. Па. Милан Рома. Миланезиве јако почнај. Да, мислам дека кој една екипа ја налет треба да се почитува тој. Ќе играме Милан 1. И јас мислам дека Милан ќе победи од кога доби Интер. Треба не, да се- не гледам зашто Рома би му направила Треба да се проблем. испочитува. Па некој екипа е во форма, треба да се испочитува. Па Милан е Јас добро. мислам дека ќе паѓаат голови, тука идам гол прво. Добро. Прво ќе има голови. Мене кога гледам како типувате, све ми личи дека ја ќе излезам кога да видим. Дај Боже, Дај Боже, дај Боже. Борусија, Еве ти ја Дортмунд, Борусија. Шалке. Борко за тебе. Кога знаевме дека Шалке не треба да се коментира, за Шалке секоја епизода ја најголемиот противник на Знам, Дортмунд. му ја забранив Тоа е, на никад Шалке да ја. Руското Руско дерби. дерби е тоа, да. Така да ја овде би играл Кец 3+. Кеци 3 плюс. Ја мислам Кецу 3 плюс. Дека и на полувреме Дортмунд. ќе Гол 3 плюс. 2:20. Слајан им даде Да не шанса заврши, дури да не на заврши Шалке на гол. 0-1. Не би требало. Ова ни е последната француското дерби. Тука се на табела, ама идат нагоре. Ова би го играл пак си најсигурно што ми доаѓа 0-2 гол. И јас мислам ГГ 3 плюс. Се контра од мене. Кеци Лигси од 0 до 3. Ајде, да. Пази го ти тој Кецикси од 0 до 3, којто Ама, што сигурно. 0,12 коефициентенот. Една да добиеш од овие, барем наумче ќе го скокнеш, пошто наумче компир 0 имаш. Од Наумче од левичарски настроена партија, он не може да погоди ништо. Јас затоа ќе погодам од 4-3 ги погодам. Ќе видиме како ќе биде на крај. Не. Види, и Наумче даде ветување дека спортот треба на спортистите да биде. Еве му си даде една ветувачка онака порака, ќе видиме како ќе изгледа. Ќе видиме, ние ќе одржиме за збор. Тука сме Тука си у позадина тука се сме на засега. првата грешка, ние сме тука да се да го сега исправаме. адетот треба и ти да си го исполниш, а тоа е еден автограм повелик тука стави за и ти да се најдеш Над зидот. меѓу легендиве над зидот, тука да, легендарниот зид. Борко, фала ти Вака. што издвојете време. Со задоволство. Овој тесен распоред на Вардар, што би рекле, и тесни обврски, семени, приватни. Фала ти уште еднаш, верувам дека Нема ќе никаков се видиме проблем. повторно. Фала и многу на поканата. И многу успеси и со репрезентација и со Вардар. Јас се надевам дека Борко како фан на Дортмунд нема типувањево да му тргне кон на Дортмунд вчера со Лацио. Ај, Така да нека види, се покаже, би нека требало да рипне се на тоа пога кон ништо табелата. друго да е боле од Христоф и од Наумче. Па Христоф е од Наумче, нема е тешко е подобар. Така рековме и А за ти нешто Христоф. многу не им се смее на Христоф и на Ај, Наумче, не се кри позади нив, него Не, дај тебе да те не, видиме. не. Зашто да се Тонче, кријам, бе, пушти брат? го типувањето Јас наше. сум кажал, јас играм господски и сакам со стил да фатам. Да, на Не X2 сум као од тебе. 0 до 3. Е, тоа Погледни, тој Сити, господлук Арсенал, ти не можеш да го си ја фатиш. фаќам 1x, брат, ама од 2 до 4 ти ме убрза, сакав од 0 до 3, ама ете, 1-0 заврши. Евертон исто си ја фаќам X или двојка, се крчкаше тука дали да тепа Ливерпул или ќе И остане стално X. прокрчкува, ти да не фатиш. 2-2, ја од 0 до 3. И поштено, брат, стилски, гол прво, Интер Милан 4-15. Миланското дерби не испоштува и двајцата го испоштувавме. А и ти ние. намириса дека голови ќе има, да. Вилјареалче, Кеци Дортмунд, 3 братче. плюс 2-1, тачно колку што требаше, продолжи овој 100 на минути ризик таму, ама идем. добро е. Валенсија, ама тоа е тоа, брат. Ците малце Ти викам, сакам Малце со ова стил. коло љуфна со Дортмунд голови. малку Па и ќе ги разочара, се виде и у Лига на шампиони. не е многу разликата меѓу мене и тебе ова коло, али доволно за ситуацијата ќе на се- табела да биде ваква. Да, теши Ај. се, бе, пријател. Цел живот ќе се теши на дупло кој... сум од тебе. Дај да се радуваме кога ќе фатиме нешто, бе. Не ми кажувај си фатиме една Човеку кошула утакмица не може плюс. против човеку дрес. Ајде Тончи, дај ја
табелата која што може да спадне под рубрика шеги, шали, комики. Греал. Борис Нешовиć 4.38, види ги Христоф и Наумче. Нешто другар ужива е привилегија да бидеш прв меѓу вакви цверки. Да, и среќа што се прославени репрезентативци овие двајца, па не иде сега многу да ги... Да веруваме Борко ќе ги смени работиви ако ништо друго и да се додели хуманитарно брат каде што заслужува таа добивка ако ја фати нормално Борко. Така. Освен што ние си имаме наше Ел Класико во типувањето, имаме и Ел Класико во нашиот фудбал, нормално не зборам за прволигашите, и тоа нашето е супер класико, подобро кажано. Гледам дека го прифатија како израз и актерите. Нормално збориме за Осогово и Саса. Осогово и Саса овој викенд играа меѓу себе. Заврши такмицата 0-0. Што мислиш зошто? Не знам, не ги следев нешто. Има тврд фудбал, надмутрување, тактичка. Тоа е таа експертиза од твоја префинетост страна, каде што брат. ти не му даш на противникот, така лесно ти даде гол. Катанаджо веројатно играле, се гледа италијанскиот шмек во фудбалот на Осогово и на Саса, ама за тоа да го оправда епитетот супер класико, На се крај погрижи Бора. братот админ на Осогово. Ајде да видиме. Пази го. Тато, ќе одам да гледам слога виница, Саса дај 50 денара за такси и сончоглед, на ти 30, ама за враќање не се враќај. Добро бе, стварно за 50 денари и сончоглед и такси плаќаш у Виница, брат? Плаќаш све, ама Ти татко јас ти да не, не ама имаш татко да ти му не се ти ги дава ни 50, пошто ако идеш да гледаш слога виница Саса, не треба дома стати. Бате ли ти ова дерби? Очекуваме одговори од слога виница и од Саса кои ќе бидеме среќни да го објавиме. Дон Здравковиќ, бата ли ти ова дерби, кај е нашето на фантази да видиме, бе, другар? Како нашето да на- предуваш таму, топ 200 влезе или? Се качувам. Напредуваш. Напредувам. Тончи, Тончи, ајде пушта да видиме каде гледаш качен сум. Што е ова? Сонја Рейси потпиша. Сонја Реј ја памтиш. Каква петарда. Па Сонја има еден израз катенка. За плюс 18 е ова име. Инаку, Да, Сонја Реј ја памтиме од млади бунтовници сите, јас поготоа ја памтам, така да мислам дека треба да ја удостоиме Сонја Реј на овој начин, да има екипа која што иде нагоре. дај да видиме кај сум јас, Тончи. Добро, бев 8 брат, мислам у сабота веќе недела. Еве, качен си. Еве ти е качен зелената. цели колку? Многу Па позиции. не пишува брат. колку, ама чим со 5-6 зелена сигурно. клачица си. Но у топ 30 сум далеку си, пријател. Далеку си. Чекај бе, долга е сезоната, долга е нивата. Не можеш ти со Сонја Реј. Некој што се вика Golden Boys, не кем да ти кажам на што ме асоцира, не може со Сонја Реј. На крај, брат, Golden Boys ќе лапа адрес. А од Сонја Реј уште на постери, да не кажам, ај, знаат. Епа, никац, тука ги држам сите точни одговори на мозгалицата последен пат. 30 на број, сите точни коментари на Така, сите нашата фан погодија страна дека е хиде и на точно Златна ката. Копачка и на нашиот акаунт на YouTube. Така да сега фино лепо ќе ги исечеме и ќе направиме едно извлекување на оние 6 добитници кои ќе добијат ваучерот Златна Копачка по 200 Не сме денари. баш Маријана, ама па Маријана која бе пратила со ваучер у кладилница. Ајде, сега ти сврти ја главата и влечи еден, па после ќе правиме обрат. Ајде, момче. Ајде, Маријанче. Ево го, првиот е Сашо Павловски, без В во презентија. Ајде. Опа. Че. Да видиме, да видиме. Ха-ха. Кај ја брцаш таа рука? Што века? Златко Рома, значи Златко, брат, време ти е за Лацио да почнеш да најаш. Ја те гаѓав на Пикадо, ја од прва те извадив со дресот Лацио. Као гледај, не гледај, не гледај. договорени да сте ме со ова. Ајде да видиме кој е овој. Борис Стојанов. Ајде, што ќе рече следно. Стефан Гочевски. Нема, брат, тие се тие добитници што секогаш будно ме следат и Иако навиваат И за на погрешни вистина екипи, и Стефан знае зашто му кажувам така, ќе си препознае. Бован Митровски е па мојата задача е завршена, никад уште последниот шестиот. Уште еден. Најсрекник. Најсреќник Давор Александровски. Епа никад доста е од странски фудбалери у коментари, ајде да видиме колку им е свежа меморијата за поранешни македонски фудбалери.
Кој поранешен репрезентативец наш, уште од времето, нели, првиот официјален меч на Македонија го има играно, носи прикар на легендарен германски фудбалер. Името, презимето и прекарот во коментар, шери лайк на емисијата и очекувајте да бидете наградени во наредно. И радувајте се дека ви поставуваме фудбалери пред да почнеме со крикет и со бадминтон.